Почитуван подпредседателе, почитуван колега Пасиев, внимателно ве слушав и сакам да ви укажам дека и во минатиот мандат Собранието играше улога на судии пред судовите да излезат со пресуди. Па така во рок од 2 години одземаше имунитет 8 пати на колеги пратеници. Всушност тоа е знак на демократија која се граничи со анархија или правно лудило. Правен преседан е самиот закон, а уште поголем преседан е што треба да го ратификува Собранието. И поставивте на говорницава многу легитимни прашања, за жал нема одговор. Сега пратениците од мнозинството се на потек да го аминуваат она што владата не го потпиша, не беше ни во опсек на одлучување на народниот правобранител, ама сега мнозинството ќе замижи и ќе го изгласа овој закон под изговор, како што е наведено во целите и начелата, дека се темели на принципи на заштита на имотот и интересите на Република Македонија. Да не е смешно, ќе биде трагично. Се спомнува начело на правна сигурност. Како може со правен преседан да има правна сигурност? Потоа, се спомнува решавање на постапките во разумен рок. И ова се побива со фактот дека ова требало да се реши до јуни 2019 година. И многу легитимно е моето прашање, па што се чекало до сега? И бидејќи нема да има одговор на тоа прашање, јас ќе дадам одговор на тоа прашање, знам што се чекаше. Во 2019 година имаше претседателски избори и се правеше подкуп. Во 2020 година имаше парламентарни избори и пак се правеше подкуп. А на прашањето пред известно време овде во салата што се отвори како се апси, можам многу добро да ви објаснам како апсевте. Во држава кадија те тужи, кадија те суди. Ете во таква држава бесправна работиме и живееме. Инаку јас овде би сакала да ги повикам и да ги прозвам, бидејќи имаме и други професори меѓу пратениците по право, дали може да се ратификува и да ги запрашам, дали може да се ратификува спогодба помеѓу јавноправен и приватноправен субјект и еве дали има правна основа со закон да се решава тоа. Јас уште нешто ќе ви посочам. Постои судски спор кој трае со години за имотот Есма Теодосиевска Реджепова, нашата амбасадорка која е покојна, но во знак на благодарност кон македонскиот народ ја остави во наследство на Република Македонија својата куќа. За 2 реченици ја завршувам својата мисла. Својата куќа со сите нејзини награди, носи и портрети и покукнина, предмети од непроценлива вредност за нашата земја и за нашата култура, а со тоа управува Министерството за култура. Ама до сега ништо не покажа грижа за тој музеј, за тоа наследство и јавно ве прашувам зошто не иницирате спогодба за ова прашање да се реши. Или таму немате ингеренции, бидејќи немате интерес, а ако културното наследство не е во ваш интерес, тоа е во интерес на државата и ве поттикнувам да иницирате спогодба и за овој спор. Благодарам.